Благодарам, почитуван градоначалник, почитувани членови на Советот за превенција, почитувани колеги. Најнапред дозволете ми да ја изразам мојата благодарност и до вас, меѓутоа и до градоначалникот на општина Дојран, господин Тангов, што ме покани да учествуваме на овој работен состанок на локалниот совет за превенција на општина Дојран. При тоа сакам да истакнам дека локалниот совет за превенција како меѓуинституционално тело представува изворедна можност за навремено и точно детектирање на сите предизвици кои што се важни за функционирањето на една локална самоуправа. Но уште повеќе, тоа е можност за локално стратешко планирање и нудење на сеопфатни решенија кои ќе бидат целосно во интерес на сите граѓани на општината. Партиципацијата на полицијата во работата на локалниот совет за превенција за нас во Министерството за внатрешни работи е од исклучителен интерес, како во поглед на продолжувањето на комуникацијата со граѓаните, така и во поглед на интензивирање на таа соработка, особено во контекст на наша примарна цел да ја етаблираме полицијата како реален и кредибилен сервис на граѓаните. Само преку блиска, секојдневна, отворена комуникација меѓу граѓаните и полицијата можеме да претендираме на подинамично зголемување или продолжување на квалитетот на живење од аспект на проблематиките и работите за кои што законски обврзана и надлежна полицијата. Всушност, токму блискоста и соработката го сочинуваат темелот на ефикасното превентивно делување. Отаму, а во контекст на претходно изреченото, сметам дека оваа средба денес представува одличен пример за тоа како локалната самоуправа треба да се справува и да делува не само во насока на благовремено превенирање на сите потенцијални проблеми, туку и во насока на севкупно подобрување на стандардите и сигурноста на живење на сите граѓани во рамките на општината. Се разбира, секоја локална самоуправа има своји специфики, што тргнуваат од различноста на потенцијалите и капацитетите со кои што располага која било локална средина. Тие специфики пак ја детерминираат, условно кажано, агендата на работата и функционирањето на локалниот совет за превенција, како што е впрочем и случај со локалниот совет за превенција при општина Дојран, особено за теми како што се, например, туристичката сезона која што веќе започнува или превенцијата и заштитата од пожари. Исто така горлива и важна тема што ја тангира општината Дојран, а пред се заради тоа што Дојран е еден од туристичките центри во државата, центар кој што дополнително мора да се развива, центар на кој што треба да му посветиме едно сериозно внимание. На крајот сакам само да порачам дека Министерството за внатрешни работи ќе биде крајно доследно и цврсто во својата поддршка кон функционирање на локалните совети за превенција, затоа што меѓу другото веруваме дека тој начин на организирање и делување како еден од различни институционални механизми има голем потенцијал и може да биде од конкретна полза на граѓаните, но и за државата во целина. И токму затоа и денеска при оваа посета на граничниот премин овде во Дојран, сакаме да ја пратиме пораката за тоа колку е важно да имаме добра безбедност во општината Дојран, во околината, заради тоа што на тој начин ја праќаме пораката и до сите оние кои што сакаат да бидат гости на Дојран, да бидат присутни во Дојран, и тоа не само во летниот период, туку цела година. Дотолку повеќе е важно што денеска токму од тука од Дојран имавме промоција на една наша превентивна активност, на една кампања во делот на безбедноста во сообраќајот и заедно со градоначалникот упативме јасна порака до граѓаните на Македонија, до возачите, до учесниците на сообраќајот, дека треба сите да допринесеме да ја кренеме таа јавна свест и токму преку еден таков
превентивен начин. Направивме една порака на летоци кои што ќе бидат делени низ територијата на целата држава. Тоа денеска символично го направивме во Дојран. Порака која што е многу човечка, порака која што е, би рекол, и сугестибилна, а тоа е: те чекаме дома, не брзај. Да знаеме секој од нас дека навистина на крајот има некој кој што не чека да се вратиме во домот и во семејството како нешто најсвето за секој од нас. Така да, и преку оваа кампања, и преку денешна средба, да упатиме сите заедно порака дека е добро да ги превенираме сите можни настани отколку да се справуваме со последиците. Благодарам на вниманието.